Обличи хипокризијата на власта, нивните двојни стандарди и неискреност која што е веќе видлива на секој чекор. Тоа е можеби најсоодветниот одговор што колешката Преска праша, бидејќи малку биле милион денари во 5,3 милиарди евра буџет и со нив немало да се постигне ништо што ја не се сложувам. Се постигна сосема доволно. Истото ќе окажам и за амандманот претходно на колегата Балковски. Многу искрени, многу добри амандмани со кои што се извинувам. Ќе се подобреше промоцијата на Македонија и би можело да имаме позитивни ефекти кај странските, односно кај домашните туристи, за кои што се однесуваат двата амандмани. Едниот за екскурзиите, а вториот со промоцијата на медиумска на Македонија во странство. Но тоа, почитувани колеги, оваа власт не ја интересира. Ниту ги интересираат домашни туристи, ниту зголемување на странски туристи, не ги интересира ниту промоција на државата, ниту пак промоција на нашето културно наследство, с краја да има намера да промовираат историското наследство. Тие не си баратаат со милион, односно 11 милиони колку што се вредноста на овие амандмани, тоа е смешно за нив, они во денари не работат, они сакаат милионски суми во евра и тоа најчесто како провизии. Тоа е фокусот на оваа власт кај што е насочена во овие 6 години, кај што се сите ние сведоци. Тие немаат пари, 1 милион денари за ученичките екскурзии, за нашите деца се ја запознаат Македонија. Тие планираат тие пари да си ги потрошат на плочина Самуилова тврдина согласно нивните договори со Бугарија. Така размислуваат, така се однесуваат и такви штети прават на државата. Немаат намера да го промовираат туризмот, немаат намера да имаат зголемени приливи во буџетот по основ на зголемен туризам, на посета од странство, на посета од домашните туристи. Да има, немаше да имаме однесување од вице-премиерот кај што вели едноставно не ме интересираат средствата што ќе бидат од хостелите во официјалните извештаи кај што ни вели дека свесни се за малверзациите, дека има моментално што е базија, па сега ќе ги интересирало за пазете за зголемување на туризмот. И тоа што беше направено, свесно се уништува. И тоа нормално нив мува не ги лазе. Нив не ги интересира приливи од туризмот, не ги интересира дополнителни приливи од проста причина што едноставно или ќе си ги зголемат даноците, или ќе воведат нови, или ќе го прошират како што велат они нивниот офат и ќе си донесат на таа основа. Зошто да се малтретираат со работа на промоција на туризам, кога може да си го зголеми данокот, а плюс ќе му остане уште нешто плюс за трговија со струја. Токму така функционира власт, за жал, и нема друг начин да се спречи освен на превремени избори. Добро е тоа што веќе нивниот крај си се гледа. Ви благодарам.